Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам. Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во првата епизода на ДМ подкастот Женски ритам. Јас сум Ана Јовковска и драго ми е што ќе бидам модераторка на денешната епизода која насловивме Активна жена и покрај сите предизвици во животот. И веќе претпоставувате дека имаме потреба да зборуваме отворено, искрено, интимно и директно за сите проблеми и дилеми кои што поминуваат низ главите на жените. Особено сум среќна што општествено одговорни компании како ДМ се грижат за женското здравје. Фокусот ова лето на ДМ е на неколку клучни теми: ментално здравје, менструално здравје, физичко здравје и социјално здравје. Денешната тема е посветена на физичкото здравје. Ќе зборуваме со двајца извонредни професионалци, доктор Александар Митов и Драгана Младеновска, едниот магистар по јавно здравје, другата магистар по фармација, диететика и диетотерапија и собственичка на фитнес студио и фитнес тренер, се извинувам, Fit Life Studio. Така е, да. Добре дојдовте и ви благодарам на поканата. Како дел инаку од оваа сеопфатна кампања на ДМ, веќе втора година поред се отвара конкурс кој што е за пријава на проекти кои ќе придонесат за развој и за напредување на менструалното и репродуктивното здравје на жените. Конкурсот ќе биде отворен до 4 август. Ве охрабруваме и ве поттикнуваме да земете учество, да ги пријавите вашите проекти, а сите потребни детали може да ги најдете на ДМ платформата заедно едни за други. Денешната емисија Активна жена и покрај сите предизвици во животот ќе зборуваме за тоа колку е важна физичката активност, како влијае на здравјето на жената, како да ја прилагодиме во различни животни доби и со кои предизвици ние жените се соочуваме секојдневно, значи се што е поврзано со здравиот начин на живот, тренинг, вежбање, исхрана, тоа е еден голем корпус, би рекла, не можеме некако да го одвоиме, нели, тука и физичкото и менталното. Секако и ред други прашања кои што ќе ни дојдат како тековна инспирација во денешниот разговор во овој подкаст. Не знам за вас, јас доаѓам директно од тренинг, значи посветено вежбав са Бајлево. Прво трчав со џогерот низ дома, после трчав по моето дете, потоа трчав да стигнам на снимање на овој подкаст и така отприлика изгледа мојот секојдневен тренинг. Јас се враќам од одмор од 7 дена со трчање по 3 деца. Така? И тоа затоа реков на сопругата кога доаѓав, конечно се вративме во Скопје да се одморам малку. Да, добро. Тоа е. Добро, Драгана. Сме во трка исто, јас сум со децата во трчање, ама паралелно и со вежбањето кај мене се по 2 тренинзи. Тоа се вика дупло вежбање. Дупло вежбање. Би почнале да речеме со нешто најопшто, а тоа е дека прво да потсетиме само дека целиот наш ментален скоп, целата наша емоционална централа се формира најмногу во детството. И мислам дека оние упатства што ги добиваме уште од најрана возраст, во најмалите години, од родителите, од образовниот систем формален, од целото обкржување, остануваат и се провлекуваат понатаму во животот. И пред да влеземе во професионалниот, стручниот дел за разговорот на темата физичко здравје, ме интересира кои беа советите кои што вас најцврсто ви се бетонираа во вашата глава во однос на односот кон телото и односот кон здравјето? Во однос на детството, така? Се разбира, да. Да. Јас тоа го нарекувам само разговор. Тие реченици кои што ги слушаме, кои што ни се вмрежуваат во психата, подоцна не следат цел живот како еден саморазговор. Како ние самите ќе го прифатиме тоа и самите ќе разговараме со себе си на тој начин. И, например, јас сум следен од тоа биди повеќе физички активен од дома, заради тоа што мене таа преферирана состојба ми била да земам книга и да читам, како дете. И морало малку да бидам поттурнат од домашните, да излезам, да се движам повеќе, да бидам повеќе активен, бидејќи карактерот ми бил таков. А обично е обратно. Да се повлечам и да читам. Да. Обично децата се повеќе нели склони кон физички активности, а им велиме дојди читај малку лектири или книги, но ова е добар сега пример. Сега ја имаме обратната ситуација дома. Да. Драгана, она во здраво тело, здрав дух и сличниот тип на сентенции, често сме ги слушале во детството или како?
Па да бидам искрена, не толку многу и дури кога ќе се вратам наназад, се прашувам себе си од каде ми е врежена толку таа желба за физичка активност, затоа што не сум порасната во спортско семејство, никогаш не ме терале ништо да правам од дома, но секогаш во однос на исхраната мајка ми била таа која што сугерирала да се јаде нели да не се јадат процесирани работи, дури и ден денес таа буквално се замара во својата градина, одгледува се органско да има за нас. Навистина тоа во однос на исхраната можеби ми е всадено од неа, а во однос на физичката активност не сум сигурна од каде ми е желбата, но дефинитивно од 13 години сум активна без никаква пауза. И мислам дека благодарение на физичката активност, не само што нели физички сум физичките јак не секако, туку и менталното здравје, сите вештини кои што сум ги стекнала во животот, мислам дека физичката активност е клучна во градењето и на карактерот понатаму. И баш тоа е многу важно да го пренесеме на децата, затоа што имаме период од детство, адолесценција до некаде 30 години каде што имаме моделирање на телото, моделирање на карактерот, каде што навистина треба да се вложи малку повеќе во сето тоа. Драгана, би сакала малку подоцна да позборуваме и за тие неколку фази, значи каков тип на физичка активност се соодветна во различна животна доба, нели, од предменструалниот период, периодот на менструација, перименопауза, менопауза, па и постменопаузата, нели, да не ги заборавиме и жените кои што се во зрели години. Ќе го ставиме тоа малку за подоцна, доктор Митов, како се менува телото, односно, ајде прво, што треба жената да знае за сопственото тело? Видете, што е најважно? Што е најважно? Ова е повеќе да речеме филозофско прашање во однос на себе прифаќањето. Јас тоа што често го гледам работејќи со пациентки е моментот на свесност до каде е здраво, што е здраво и себе прифаќањето. Нема да звучи медицински и лекарски советот, меѓутоа мојата прва препорака е секогаш човек да биде комотен во своето тело. Значи тоа е секогаш мојата прва порака. Иако тоа може да значи дека ние можеме да работиме со незадоволство во моментот. Незадоволството е здраво. Можеме да имаме, велам, токсично и поттикнувачко незадоволство. Токсичното незадоволство не држи во иста ситуација во која што сме, например, не сум задоволен од својот изглед, меѓутоа не одлучувам да правам ништо за тоа. Туку, нели, тој збор народен, кукањето, нели, жалењето, да се жалам, да се фиксирам во оваа позиција и да не сакам да отидам напред. Ете, сум се препозна. Пред снимањето на овој подкаст на моите прекрасни колешки им велам, јас имам 10 килограми повеќе од пред многу години кога сум била активна на камерите и тоа е можеби таа токсична варијанта на незадоволство од сопственото тело и не само од естетски аспект, туку чисто и од физичката кондиција, а од друга страна не сум презела нешто. Тоа незадоволство може да се трансформира во здраво незадоволство. Значи, јас не им велам на луѓето да се лажат себе си или да го тргнат незадоволството, туку напротив, незадоволството може да биде гориво, кое што може да не поттикне да го направиме тоа кое што 10 години не сме се осудили или не сме собрале енергија, бидејќи тоа може да не покрене и во тоа себе прифаќање кое што пред се треба да биде прво за нашето тело и за се околу нас самите, оти дури и да сакаме да смениме нешто, ако го нема првиот чекор на себе прифаќањето, нема да се случи. Да. Така што себе прифаќање и здраво незадоволство. Такво кое што ќе не поттикне на активност. Мотивирачко. Да, мотивирачко. Како се менува телото низ различна животна возраст? Па телото на жената, особено на нас жените, навистина многу се менува, почнувајќи нели од пубертетот, понатаму продолжувајќи во фазите на бременост, па жени имаме со 2 по 3 бременности, постпартум периодот, менопаузата, значи тоа се фази кои што предизвикуваат сериозни и физички промени, а сите тие физички промени секако дека предизвикуваат и емоционални флуктуации. Сега, особено сензитивни периоди во животот на жените, мислам дека се периодот на бременост и постпартум, затоа што тука имаме, како што спомнав, навистина големи промени во телото кои што настануваат како резултат на хормонскиот. Не е тоа дисбаланс, мислам, тоа е на некој начин дисбаланс затоа што излегуваме од таа нели од тој хормонски хормонска хомеостаза во која што се наоѓаме постојано и имаме тука едно високо ниво на хормони кои што предизвикуваат
многу промени за понатаму во постпартум периодот, да дојдеме во период кога сите тие хормони од бременоста ќе паднат, што може да доведе до нели постпородилна депресија. И сега многу е важно, како што кажа и доктор Митов, дека да се прифати, нели, да се прифатиме, да го прифатиме сето тоа затоа што тоа е реалност, тоа е физиолошка состојба која што се случува, но да не дозволиме да дозволиме да се грижиме малку повеќе за себе, тоа што е во наши раце и што можеме да направиме за да ја подобриме ситуацијата, да го направиме. А тоа е да се грижиме повеќе за физичкото здравје и секоја од нас, нели, да биде физички активна во своји можности. Сега, физичката активност се разликува низ сите овие фази, затоа што кога сме млади, нели, имаме енергија многу повеќе и тоа што го спомнав на почетокот, дека навистина треба да влијаеме, да ги измотивираме децата уште во адолесцентниот период да бидат физички активни и да се пронајдат во тој период која е таа активност која што им прија. Нема лоша физичка активност, но мораме да најдеме некоја во кое што ние ќе уживаме. Некој сака да трча, некој сака да плива, некој сака да вежба пилатес. Не можеме, нели, треба да се пронајдеме таму каде што сме, затоа што само тоа што вистински го сакаме ќе не мотивира да го правиме постојано. И сега во тој период, во тие првите 30 години во кои што доаѓа до моделирање на телото, треба да поставиме убава цврста база на нашето тело. Тука имаме период во кој што коските, значи густината на коските се формира највеќе до 30-та година. Мускулното ткиво се формира тука. За после во периодот после 30-та година имаме процес на ремоделирање на телото. Значи ако ние не се грижиме за телото и ако немаме добра основа во тие први години, понатаму само може да биде полошо, затоа што опаѓа и густината на коските секоја година, опаѓа и процентот на мускулна маса. И затоа е важно да се избере соодветната физичка активност која што ќе ни помогне понатаму во животот да може да се одржуваме. Исто така, нели, не може на 60 години да бидеме исто активни како што сме биле на 30, но ако имаме добра база, ако една жена била активна подолг период во својот живот, секако дека може да биде многу повеќе физички активна во тој период. И сега ќе направиме и корелација со исхраната. Драгана, во меѓувреме размислете да ми одговорите на тоа кои конкретни, да речеме, физички активности и кои типови на тренинг се најсоодветни за одредени животни доби. А доктор Митов, прашањето за вас е каков тип на исхрана во различни животни фази? Може ли вака воопшто се формулира? Јас, нели, предпочитам секогаш да речем дека медитеранската исхрана е таа која што ја сметаме за најздрава. И тука мора да има објаснување заради тоа што самиот термин не е доволен. Дотолку повеќе што би рекол дека самиот термин не збунува, бидејќи кога ќе кажеме медитеранска исхрана, во Македонија се подразбира дека тоа е нешто морско, нешто морска храна и така натаму и така натаму. Меѓутоа тоа не е точно. Точно е дека и нашата кујна до некаде спаѓа под медитеранската исхрана и дека убедливо науката, зошто ја препорачувам, убедливо науката ја смета таа исхрана за најздрава. Ќе ви кажам еден многу интересен парадоксален пример. Се очекува дека до 2050 година Шпанија, односно шпанците, ќе бидат нацијата која што најдолго живее на планетата. Тие ќе бидат најдолговечни. И сега знаете како, тоа е многу збунувачки. Зошто? Заради тоа што шпанците пушат цигари, не помалку од, напротив, повеќе од Швајцарија, од Сингапур, од Јапонија. Со нив се надпреваруваат кој ќе биде рекордерот во однос на должината на животот. Тоа е прво. А вториот момент, значи, имаат повеќе алкохол во исхраната, за кој што исто знаеме дека не е очекувано да влијае позитивно, очекувано е да влијае негативно, а шпанците пијат сангрија и нели сите тие други работи кои што ги пијат. Трето, физички активни не се повеќе од јапонците и од останатите кои што многу пасат на тоа. Четврто, здравствениот систем во Шпанија не е нешто над Швајцарија или Сингапур, останатите. Зборот ми е дека медитеранскиот начин на исхрана се чини, кој што тие го практикуваат, бидејќи го практикуваат, се испоставува дека има толку многу влијание во однос на должината на животот, што нив природно ги носи на првата позиција, иако ги имаат овие големи минуси останати за кои што спомнав. Така што една варијанта, јас ја нарекувам македонска верзија на медитеранската исхрана, која што впрочем ги содржи нашите традиционални храни. Грав, грашок, леќа, боранија, месо непретерано, риба нормално колку што може повеќе и сирењето и кашкавалот малку помалку и сите теста да бидат по можност интегрални, а не бели. Тоа е генералната дефиниција за тоа што е македонска верзија на медитеранската исхрана.
Тоа е општо се разбира. И тоа е општата препорака до општата популација. Како навлегуваме во различни доби, во различни состојби, со различни болести, ако се соочуваме, тогаш веќе правиме варијации на оваа тема, меѓутоа темата за која што стојам како начин на исхрана е медитеранската исхрана. Добро. Драгана, во однос на различните животни периоди. Како тип на вежбање во однос на се вежбањето. препорачува? Како што рековме на почетокот, кога да сме млади, нели, кога можеме повеќе да дадеме, може да се прават нели кардио тренинзи, било какви тренинзи за сила. А понатаму во животот подоцна се многу подобро да се прават тренинзи кои што се функционални, кои што како што е пример, не знам, пилатесот, јогата, сега не сум пристрасна кон пилатесот, но навистина ако зборуваме за одржување на здравје на рбет и на целокупното тело, на мускулоскелетен систем во подоцнежни години, тогаш дефинитивно би рекла дека е тоа пилатесот, затоа што се грижи многу, особено кај жените, за ги јакне мускулите околу рбетот, го јакне држењето на телото, ја помага координацијата, балансот. Значи, ако би требало да издвојам, тоа би можела да кажам. Дека во подоцнежни години треба да обрнеме повеќе внимание на вакви функционални тренинзи. Во ова современо општество во кое што ние денес живееме, нели? Во оваа ера на компјутерите, односно ера и на седечки работни места. Да, најголем процент од денот ние го поминуваме на работното место пред компјутер, потоа и дома пред лаптоп, пред телевизор, пред мобилен, што и да е, значи тоа се едни, како да кажам, бетонирани просто седечки позиции на телото и знаеме дека рбетниот столб сериозно страда. Како да го одржуваме здрав? Првин мораме да бидеме свесни, да се свестиме дека мораме нешто да направиме, затоа што многу често луѓето на работа се седат во седечка позиција и доаѓаат дома и легнуваат да одморат од работа. Всушност треба да го движиме телото што е можно повеќе и тоа е најголемиот проблем во денешницата, тоа што сме многу неактивни споредено со години наназад. И кога ќе се вратиме, од тука потекнуваат и сите современи нели проблеми кои што доаѓаат. Значи, многу е важно рбетот, значи, како што спомнав, да правиме функционални вежби кои што ќе ни го активираат баш тој дел. Доволно е некојаш 15 на 20 на минути во текот на денот да правиме вежби со истегнување, вежби кои што ќе ни помогнат во координација, во баланс, во јакнење на тие мали мускулчиња, затоа што од тука, од рбетот, потекнува, од нашето лошо држење во текот на денот, потекнува секое движење. Рбетот е центар на нашето тело, тоа е мозокот каде што секое едно движење потекнува. И најчестите проблеми на луѓе кои што еве конкретно во мојот случај ме контактираат, најчесто, значи секоја втора жена која ќе се јави да започне со вежбање, имам проблеми со грбот или имам проблеми со вратот. Од тука потекнуваат и од самиот рбет можат да потекнат болки со вратот, со главата, вратоглавици и сето тоа сериозно влијае, нели не е тоа само физички проблем, тоа влијае на квалитетот на живот кој што го имаме, затоа што не изместува од секојдневното функционирање. А што е тоа што можеме да направиме? Едноставно да најдеме 15-20 минути во денот, пола час кој што секој може да ги најде и малку повеќе да се грижиме за себе и да бидеме свесни дека тоа може многу да смени, затоа што квалитетот на живот е многу важен. Добро е да може и на работа да се прават паузи, нели, во моментот на долгите седечки епизоди, да може човек да стане малку да извежба. Дури и во однос на концентрацијата и меморијата се препорачува после одреден период на седење, пишување на компјутер, размислување, творење, било каков и креативен процес, да се раздвижиш, затоа што на тој начин и креативноста на некој начин, како да кажам, се буди, се раздвижува во телото. Продуктивноста. Да, ми дозволи, Дана. Секако. Има тука еден многу убав момент кој што и Драгана го спомна во однос на што е прво кога е во прашање физичката активност. И ќе се повикам на една многу убава реченица од Екзипери, авторот на Малиот принц, кој што вели, ќе ја парафразирам, вели ако од луѓето сакате да направите морнари, немојте да ги учите за врзување јазли, за гледање на компаси и се друго техничко кое што подразбира околу тоа да се биде добар морнар, туку помогнете им да се влюбат во морската шир. И од таму веќе тој човек, вие имате човек кој што со елан и со мерак и ќе научи да врзува јазли, и ќе чисти по палубата и се друго што треба да прави, ќе прави. Да ужива во Да, имено. И сега ако човек секоја алка од да, и ќе ужива. И на пример, еве јас го сакам да речеме градинарството. Тоа е моето хоби, мојата пасија, мојата љубов е градинарството. И сега кога одстрана луѓе ќе ме видат, ќе дојдат во градината и ќе поразговараме и ќе ме видат, ти си будала, се мачиш цел ден. Јас воопшто не го доживувам како мачење. Значи, мене ми е
интересно и вадењето на компирите, и влечкање црева наваму натаму, и копање и правење се што тука подразбира. Ама тоа човек кој го прави со љубов, сакам да речам, и ако ја најде убавината на физичката активност, дали ќе биде пешачење, дали пливање, дали што и да е, ако се пронајде во тоа, тогаш нема да биде кога ќе дојде моментот под наводници 6 часот попладне, леле сега треба да станам, да изодам, да испешачам. Ако човек го засака тоа, и затоа велам, мојот прв совет е, поработете на тоа да се влюбите во нештото кое што е здраво за вас. И ако тоа кликне, тогаш веќе се е полесно. Јас, например, негувам таков однос кон точакот, кон велосипедот. И просто што и да треба да направам на 2 тркала, не ми е тешко. Колкава релација и да треба да извозам, колку и да е тоа, нели, у горница, у долница, се едно. Значи, не зборам се тука само од аспект како превозно средство, како некакво освестено еколошко средство, кое што Скопје е прекрасен рамен град и може да си дозволиме, нели, сите да возиме велосипеди, него чисто и како еден вид на рекреација, како некаква спортска активност. Значи, нема годишно време кое што ми пречи за да возам. Не ми пречи дали врне снег, дали врне дожд, едноставно уживам во процесот, како да ми ставил некој крило и како да летам додека возам со точак. Кога ќе го се извинувам, да. Кога ќе го засака човек, тоа го прифаќа потоа како дел од идентитетот свој. Така е. И тогаш веќе како храна баш не можеш во денот, нели, без храна да дојдеме до момент да и физичката активност биде дел од нашето функционирање и биде храна и за телото и за мозокот. Ама треба да си дозволиме, баш како што кажа докторот, да си дозволиме, да и дозволиме на активноста да влезе, да и дадеме простор. Сега нема да биде убаво од првиот ден, ама мислам дека е многу важно да оставиме или да препознаеме која е автентичната љубов кон одредена физичка активност. Да, најдеме. И не е страшно да се пробуваат различни спортови, така. Луѓе се разочаруваат, ќе речат еден спорт пробав, не ми одеше, ова не ме влече, ова ми прави преголем притисок или не сум доволно добра во нешто, така. Еве кај најголемото дете кај нас, ние на 4-тиот спорт застанавме. Тој испадна да му се допадне. Значи сменивте 4 додека не дојдете до некој. Да. И сега нема форсирање од таа гледна точка, леле мора тенисер да биде. Едноставно немаше афинитет кон тоа, во ред, нема проблем, одиме понатаму. Ќе најдеме спорт. Значи не мора да биде тоа нешто зацртано во глава. Да, апсолутно. Во однос на работниот спорт, пак ќе се вратиме, пошто ми остана, како зборуваше Драгане, јас се преиспитував и себе си како седам, како мрдам, како го држам телото, а тоа просто кога пишуваш и кога работиш творечка креативна работа, некако не се подсетуваш што всушност правиш со своето тело и колку понекогаш таа положба можеби е погрешна. И сега тука, нели, се помислив и на остеопорозата, нели, како една состојба која што треба да се превенира исто така со редовен тренинг, како се однесува, нели, на жени кои што се веќе во некои позрели години. Дали е заблуда или вистина дека остеопорозата може да се превенира со редовна физичка активност, со редовна тренинг до одредена возраст? Еве сум читала дека до 40-та година е исклучително важно. Исклучително важно е баш тоа што го кажавме, од 15 да речеме некаде до кај 30 години да бидеме физички активни, затоа што тогаш се формира густината на коските. Многу е важно во тој период и ако една индивидуа е активна во тој период, таа ќе има нели коскино ткиво со поголема густина и на тој начин ќе превенираме понатаму во животот да се појави остеопорозата, која што е исто така на некој начин еден па и природен процес, затоа што самата менопауза кај жените предизвикува сериозно губење на густината, која што може дури и 25% од густината на коските да се изгуби. А паралелно со тоа, нели, ако сме биле физички активни во тој период, ние ги јакнеме и мускулите, па вие покрај тоа што имате јаки коски, добивате и стабилни мускули и целиот мускулоскелетен систем добива една поинаква структура. А Драгана, ја спомнавте менопаузата, како влијае физичката активност врз одредени симптоми на менопаузата, да речеме? Влијае. Физичката активност е едно магично, ако беше таблета, како што викаат, да можеше да се купи, сите ќе ја купеа, затоа што физичката активност, да, ќе беше скапа, ама ќе можеше на многу места да делува, затоа што физичката активност е навистина магична и може да помогне во симптомите на менопауза многу. Нели, знаеме колку многу влијае менопаузата кај жените, тоа намалување на нивото на естроген предизвикува и физички промени, ги имаме, нели, топлите бранови, понатаму проблеми со спиењето, депресијата која што многу често се јавува и сега физичката активност во тој период може да многу да помогне, да се, ако не друго, да се подобри тоа, нели, убавото чувство во телото на жените благодарение на ендорфините кои што се лачат, серотонинот, допаминот, што прави жената полесно да функционира и да се носи со тој период, затоа што ние не можеме да ја стопираме менопаузата.
Тоа е процес кој што се случува нормално. Физиолошки, се но разбира. можеме да поделуваме со односот кон телото, со добрата исхрана, со активноста да поделуваме тие симптоми да бидат многу поприфатливи, полесно да се справиме со сите нив. И знаеме дека и исхраната има огромно влијание на енергијата кој што човек ја чувствува. Нели просто има многу жени кои што ќе речат немам енергија за ништо, па тогаш тоа доаѓа и како оправдување на немање или недостаток на физичка активност. Едноставно велат немам енергија, се чувствувам исцрпено. Кој тип на исхрана е особено значаен за балансирањето на животната енергија? Тука прво би застанал на моментот на немање енергија, кој што многу често се случува и вреди да се посвети внимание во однос на тоа човек малку да се подрасправша себе си која би била потенцијалната причина за тоа. Коренот. Ете така. Оти знаете зошто? Тоа е според мене еден од најчестите симптоми кои што во медицината нели симптомите накратко да објаснам ги делиме на специфични и неспецифични. Неспецифичен е овој симптом кој што не укажува на нешто јасно. Не може веднаш да не однесе на конкретната точка, туку имаме неколку прашалници позади кои може би стои состојбата со која што имаме проблем. Од тука намаленото чувство на енергија е нешто кое што човек вреди да застане и да подразмисли. Може да биде, сега ќе нафрлам неколку, но чисто колку да го отворам тој процес на себе испрашување, на размислување. Така. Диапазонот е огромен. Може да биде, например, наједноставно кажано, ниско ниво на витамин D. Многумина луѓе кај нас тоа не го препознаваат. Дури многумина има, ако вака прашате, кои што никогаш го немаат мерено витаминот D во крвта кај себе. И јас никогаш го немам измерено, со специфичен тест се прави тоа, така? Така, секако, во крвта се проверува. И ако е ниско нивото на витаминот D, вие од старт ќе имате намалено чувство на енергија. Сме го диагностицирали, ако во овој случај го погодивме. Меѓутоа, има и многу други компликации заради ниското ниво на витамин D, па и коските. Значи, ние за други компликации кои што дополнително. Тогаш физичката активност нема, напротив, може беле да си направите ако не сте го нашле коренот кој што е во ниското ниво на витаминот D. Оти нема што да градите ако го немате витаминот D. Така. Калциумот нема да може да да тече низ Значи својот може да природен. биде и контрапродуктивно. Имено. Од тука, првиот момент за човек да се праша себе си кај ми е енергијата или зашто ми ја нема. Значи може да биде ниско ниво на витамин D, човек нема друг начин освен да мери. И многу пати кај нас луѓе ќе кажат, абе нели надвор е сончево, еве сега надвор има многу сонце. Да, меѓутоа ние од нашето сонце сме се навикнале да се криеме, бидејќи нашето сонце е многу силно. И ако останеме малку подолго време, станува непријатно, неиздржливо. И од тука јасни статистички податоци има дека населението во Македонија, па дури на Балканот пошироко. И ако има толкав број на сончеви денови, да речеме... Точно, има сепак многу често застапена состојба на дефицијанс, нели велиме на дефицит, односно на недостаток на витаминот D. И тоа е многу често кај нас. Тоа би било првата причина. Втората причина може да биде тоа што го нарекуваме, сега одиме во менталното здравје. Човек, тоа чувство на ниска енергија може да биде еден од првите знаци на депресија. И човек не може веднаш да го препознае тоа. Ретко кој впрочем веднаш ќе каже да не сум депресивен. Многу пати, нели ние бегаме малку од таа терминологија, не ја сакаме состојбата, сама по себе буди непријатни емоции и човек му е полесно да прифати дека има ниско ниво на енергија одошто дека е депресивен. Може тоа ниво на ниска енергија да крие депресија, затоа не велам ајде веднаш да трчаме кон решенијата. Оти ќе ја замачкаме одозгора состојбата. Реалната слика. Така е, можеби ние ќе ја подобриме храната, ќе направиме човек да се чувствува подобро, ќе му дадеме храни кои што ќе го под наводници напукаат со енергија, ама ќе го тишти нешто во позадина. Ќе го превид ќе направиме. Нема да ја видиме депресијата, нема да го видиме ниското ниво на витамин D и нема за жал и многу посериозни состојби кои што може да дадат да не навлегуваме. Недостаток на железо. Имено, листата е многу долга. Така натаму, Од тука пред да кажам јас затоа веднаш, нели, а иначе имах многу храни кои што навистина ќе дадат енергијата да се поттикне. Ако тоа го отвориме како тема,
Секогаш свежата храна е тука на прв Ама би план. сакала и тоа да го отвориме како тема, значи и покрај можните потенцијални состојби здравствени, без разлика дали се врзани со Така. конкретни болести или се врзани со некакви ментални предизвици во однос на менталното здравје, некакви психолошки состојби. Еве да речеме за вообичаено за функционирање, за регуларното функционирање на еден човек кој што нема некакви таков тип на проблем. Тие се тргнати. Да ги тргнеме тие настрана. тогаш- Еве да речеме што тогаш. Тогаш се вртиме кон здравите јаглехидрати. Значи, здравите јаглехидрати се тие кои што се комплексните и кои што за жал нели сега секогаш во светот има некои трендови. Па сега макрос, па ги нарекувам, па овие, па протеините се подобри од овие, па мастите беа еден период подобри. Значи, на нашето тело му требаат и јаглехидрати, и протеини, и масти, Така. и витамини, и ензими, и фитонутриенти, еден куп, и растителни влакна. Сакам да речам, ако веќе енергијата е во прашање, здравите јаглехидрати се тие кои што први ќе ни дадат енергија. И кога размислуваме за здрави јаглехидрати, размислуваме за житарки, во интегрална форма се разбира, размислуваме за овошјето, Мешунките имено, благодарам. Значи, тука е изборот многу голем во нашата домашна кујна, во нашата матична кујна. Така што ако човек се сврти кон нејзе, кон сезонската домашна кујна, моментално ќе има многу избор за да си ја крене енергијата на правилен начин. Драгана, сакате да Да, да па би се дополните? дополнила во однос на тоа, затоа што и кај нас многу чест проблем е тоа луѓето што немаат енергија и баш надоврзано конкретно на тоа, баш простите шеќери, лебот кој што кај нас искрено можеби немаме толку проблем, ама мислам дека тестото белиот леб е доста застапен, особено и кај повозрасните. И сега тука имаме еден прост шеќер во него кој што влегува во циркулацијата и веднаш го окрева нивото на шеќер во крвта, тоа предизвикува последователно лачење на инсулин и всушност тој инсулин на нас ни ја зема на некој начин енергијата. И затоа е многу важно да конзумираме храна како што спомна докторот која што содржи сложени шеќери кои што јас сакам да обично ги викам како облечени шеќери кои што им треба време да да влезат од цревата во циркулацијата подолго време и ќе ни одржат константно ниво на шеќер во крвта. Внесувањето на храна која што обезбедува константно ниво на шеќер во крвта ни го контролира апетитот и ни го контролира нивото на енергија во текот на денот. А целата процесирана храна, тестото, шеќерите се всушност тие кои што сите знаеме дека не се добри и тие се тие кои што ни ја црпат енергијата. Ама и жените знаат многу често, нели, немам енергија да постигнам по чоколадце. Уствари тоа чоколадо или таа торта која што ќе постигнеме, после тоа дополнително ќе ни ја земе енергијата и уште полошо ќе направи да се чувствуваме после 1 час од кога сме ја изеле таа торта. Или кафињата ќе улетаат. Исто и тука, ќе улетаат тука 4-5 кафиња за да ни ја кренат енергијата и ќе направат исто белија. Да, серотонинот како хормон на среќата често го бараме преку храната. Значи барајќи ја среќата би рекла преку храната или некаква утеха во чоколадите. А во суштина знам дека тој се лачи и со физичка активност, така што може Како не? Да. Многу се лачим, да. Па изложувањето на сонце, на светлина помага тој Исто да се така, крене, да. значи, Време на во природа. светлина, Да, така што да. Има многу начини, Има не е многу само начини, не. чоколадото. Нема, многу е важно и луѓето да знаат да го препознаат. Имаме нели емоционален глад и имаме вистински глад. И многу често се препуштаме на тој емоционален глад и постигнуваме по храна иако не сме гладни во тој момент. Значи многу е важно да се препознае тоа баш вистинското. Да. Сега кога спомнавте емоционален глад, па мислата ми отиде и некај одредени состојби како што се булимија, па нели сега може да се отворат и темите за анорексија. Многу е важно кога дискутирам и вака кога ве слушам колку убаво ги објаснувате овие здравствени аспекти на физичката активност, на тоа колку е важно секоја жена да биде активна во различни фази од својот живот, да направиме дистинкцијата дека овие теми ги зборуваме од аспект на здравствениот аспект, затоа што има една друга доминантна нишка во женското здравје и во менталната состојба на жената, а тоа е исклучиво голата естетика. Односно, таа една челична чизма на перфекционизмот кој што е гази психата на секоја девојка, на секоја жена. Светот во кој што живееме, современото општество, почнувајќи од рекламната индустрија, значи не само адвертајзингот, туку социјалните мрежи, целата видеоестетика, музичката индустрија, се што влегува под тој чадор, постојано го наложува идеалот за совршеното тело.
При тоа, тој идеал е прикажан со исклучително витко тело, кое што нели години наназад и модната индустрија го пропагираше, и се смета дека според одредени статистики научни дека жените поминуваат 127 часови годишно вознемирувајќи се за нивната телесна тежина и за тоа колку калории внеле. И тука зборувам чисто од естетски аспект. Значи, овој процес на обседнување со виткото тело започнува, за жал, уште во детството, уште во адолесценцијата, кога се уште не се ни дооформени. И се смета дека 81% од 10 годишните девојчиња се плашат дека имаат прекомерна тежина. Замислете, тоа се 80% од децата на таа возраст. И затоа и не е чудно што 80% од жените се несрекни споради својата, нели се зборам чисто од естетски аспект, споради својата тежина. Големи теми. Ако ми дозволите секако, тука да се надоврзам. Секако. Многу, вака за оваа состојба баш за девојчиња кои што го имаат еден од тие проблеми со исхраната кои што ги спомнавте, и кога ќе дојдат и кога ќе почнеме да разговараме, како тест прашање ми е, го барам мобилниот телефон неизин, да го отворам Инстаграм неизиниот и да го видам фидот. Аха. Јас нема да го направам тоа, меѓутоа мене реакцијата ќе ми одговори, да, ако поцрвени и се стегне и не сака да даде, да го видам фидот. Да. И тука е труењето на тоа девојче со тој тип на визуализации разноразни, кој што треба да ја насочи во правец на сета таа индустрија да биде роб. Да. Меѓутоа, тоа е тој момент кога, тоа е тоа тест прашање кога дали и веднаш приметувате дека дел од проблемот впрочем е таму. Од тука изложувањето на социјалните медиуми мораме да бидеме свесни дека има многу поголемо влијание од колку што првично се мислеше. Тоа не е забава само, тоа кај младите личности целата структура на личноста ја формира. На карактерот, да, и мора на многу и кај родителите многу внимателно таму. Затоа е многу лесно кога ние веќе како изградени личности, кои знаеме да филтрираме што е добро, што така е лошо, кои мислиме дека на некој начин сме освестени и едуцирани да препознаеме какви се влијанијата на социјалните медиуми, сепак да не заборавиме дека изложеноста на социјалните мрежи кај младата популација е еден голем тригер. Нели како беше она на Пол Вирилио, да не го измислеа бродот, не може да постои и бродоломот. Така што многу е јасно, сите ни се јасни придобивките, користа од напредната технологија, колку таа ни го олеснува животот. Ама нели погледнувајќи да не дозволиме да не проголта баш така. Погледнувајќи од другата страна на огледалото, ние не смееме да пропуштиме и она рефлексија на лошото влијание кое што може да го имаат. Значи, идеалите кои што се поставуваат, кои што се нереални, затоа што голем број од девојчињата на своите Инстаграм профили представуваат лажна слика за себе. Како не? Филтрирана, па тука и филтрите го наоѓаат своето место. Значи, тоа е потребата. Тоа е тоа. Да. Ама тука родителите стапуваат на сила, на самиот почеток. Мора да бидеме внимателни, затоа што тие сами нема да знаат да си помогнат. Да, иако не сум сигурна докрај дека целата одговорност може да префрлиме само на родителите, бидејќи тие се само една клетка од целиот систем, од целата состојба, и како родител денес да се бориш со влијанието на социјалните мрежи е една голема работа. Видете, како родител вие имате доминантно влијание доке 10-та година. Тоа сакам да кажам. После тоа веќе влијанието го зема заедницата, другарите, другарките и социјалните медиуми. Значи тоа е тој момент кога после веќе станува многу комплексно, многу комплексно, да. Може ли да се префрлиме сега малку за физичкото здравје во бременоста, еден клучен период на голем број жени, на оние кои што решиле да станат мајки. Секако, бидејќи мајчинството е прашање на избор, и тука не би сакала да генерализирам, има жени кои одлучуваат дека не сакаат да станат мајки, па често спорам кога некој ќе слушнам дека вели жената треба да се реализира во улога на мајка. Да, доколку сака, доколку е тоа нејзин личен избор. Но оние кои што веќе поминуваат низ една таква суптилна животна фаза, деликатна како што е периодот на бременоста, какво треба да биде прво вака? Ајде, како треба да го подготвиме доктор Митов телото за бременоста? Еве од тука да почнеме. Посебна подготовка нема. Бидејќи станува збор за природна состојба. Значи тоа е сосема природна здрава состојба, најприродна, и нема нешто посебно кој што жената треба да го направи за да се подготви во тоа. Напротив, може да отиде во друг правец, како на пример мојата сопруга, за првата бременост сакам да речем, па читање книги, па онака подготовка ментална, читање книги, и на крајот вели: леле, колку сгрешив, оти читав книги од мажи за да ме подготват за бременност. И тоа и до ден денес се смееме на таа тема.
читање книги од мажи не е добра. Но од гледна точка на начинот на исхрана, кај нас знаат да се случи човек, жените да се исплашат од физичката активност, мислејќи дека тоа ќе ја наруши, тука Драгана сигурно ќе каже подобро, дека ќе ја наруши бременоста, воопшто не е така. Јас повеќе би сакал да укажам на тоа дека кога ќе почне бременоста, на витаминот Д исто треба да се пази, но и нешто кога веќе се оди на лекар, треба да се прават две контроли кои што морам да ги кажам, а често пати не се прават кај нас, тоа е да се мери притисок и да се проверува урина. Тие, знаете како, често пати кај нас жените ќе одат редовно, меѓутоа одат на преглед редовно за да се направи селфи на бебето, да се види, нели, како изгледа на ехо. Така. Ехото да ни каже на кого личи. Ехото е главната тема. Јас секогаш кога разговарам со бремени жени, целта ми е да ги ајде да ја поместиме малку фокусот од ехото на мерење крвен притисок и проверка на урина. Тие две толку едноставни работи може рано да укажат на состојби кои што можат да ја нарушат бременоста и сето тоа да се превенира. Значи, мојот татко е гинеколог и се сеќавам на некои од првите зборови кога јас останав бремена на 33 години, ми рече: "До сега не си имала навика да мериш крвен притисок." Браво. Од време на време ќе ја правиме и таа проверка. Конкретно Браво. Јас имав низок крвен притисок во текот на целата бременост, дури премногу низок, меѓутоа се сеќавам еве сега и ова што го кажувате Ама дека знаете колку се радувам кога ќе слушнам дека некои колеги пристапуваат толку сериозно на тоа, на таа толку проста едноставна работа, може додека чека жената додека да почне прегледот, за жал, затоа не сакам да сум, нели, многу негативен. Инаку се испушта, многу пати се испушта. Еве, јас со двете бременности ни еднаш, мислам, јас сум свесна и сама сум си го мерала притисокот, ама ниту еднаш не ми бил измерен. Колку едноставна работа е мерењето притисока на човек или особено кај жената во една најава за тоа како ќе се движи бременоста до крај. Има огромно влијание и еве за жал не се прави. Многу пати не се прави. И сега јас би сакала да се надополнам во однос на тоа за подготовката на телото, малце нема да се на сложам со докторот, активност. затоа што можеме да го подготвиме телото за здрава бременост, од аспект што значи здравјето на нашите деца започнува уште пред да зачнеме, за да не дојде до такви проблеми како што нели е високиот крвен притисок, кој што сакавме да кажеме дека е важно да се проверува. Многу е важно жената во бременост да влезе со нормална телесна тежина, значи да биде свесна. Секоја жена во својот репродуктивен период, ако планира да се оствари како мајка, треба да биде свесна дека треба, значи не да се обседнуваме со тежината, туку едноставно да бидеме свесни дека обезноста нели не е пријатна не е пријатна, туку едноставно носи голем ризик во текот, особено на кога станува збор за бременост. Исто така физичката активност, физичкото здравје е многу важно да се одржува во тој период пред бременоста, затоа што многу често јас ми се случува, ќе ме контактира жена која што нели останува трудна и се соочува со момент нели ќе качам многу килограми, што ќе се случи со моето тело, и тука доаѓа еден период на паника. И да почнам да вежбам веднаш. Има жени кои што нели се плашат, има жени кои што сакаат веднаш да направат нешто за да го спречат тој процес. Значи не можеме да правиме нешто во бременоста што не сме го правеле претходно. Значи затоа е многу важно да бидеме активни пред бременоста, да го подготвиме убаво телото, да имаме мускули кои што ќе имаат убав тонус, за да можеме да продолжиме во текот на бременоста да бидеме активни и да не му предизвикаме на телото со тоа дополнителен стрес. Не дека нели не може да се биде активен ако жената не била активна пред бременоста. Токму тоа сакав да го прашам, доколку една жена, девојка, не била претходно физички активна, дали бременоста е добар период да се започне со физичка активност или не? Не дека не, значи може да се започне, но пак треба да бидат тоа модифицирани тренинзи, треба да биде внимателно, треба да се почека да помине тој првичен период од првите 3 месеци за нели и да и се врати енергијата на жената, затоа што во првите 3 месеци заради хормоните доаѓа до навистина екстремен пат на енергијата. Секако дека може, а јас би рекла дека можеби бременоста е еден период во кој што секоја жена може да направи животна трансформација, затоа што нели кога одговараме за друг, ние жените сме такви, стануваме малце посвесни. Многу жени престануваат да пушат, една многу штетна навика, токму во периодот на бременоста, на пример. И тоа да продолжи и понатаму нели после поредувањето, затоа што баш можеби и бременоста е период на будење. Доктор Митов, сакате да додадете нешто на темата? Не, така е теоретски, нели, во основа е така, вистината е таа, меѓутоа почнувањето со, да речеме, да ја почнеме бременоста со идеална телесна тежина, ретко е случај. Значи, јас работам со многу
со многу ситуации, со многу Така. луѓе не е лесно, знаете како. Да, ама за тоа ние треба да мотивираме за да биде Знам, така. не, ама знаете како, мотивација е едно, реална состојба е друго. Не можете никој човек, јас не верувам во мотивација која што е надвор од доменот на само мотивација. Значи, мотивацијата постои само во личниот домен. Вие можете некого иницијално да го инспирирате да се нафати на нешто. Меѓутоа, Мора сам да одлучи, точно. ако не ги направи тие внатрешни механизми на само мотивација, на одржување на тој пламенот, и знаете, вие ќе му дадете жарче некому на пепел. Меѓутоа, ако не дува во него постојано, ако не го држи жив тој жар ќе изгасне. Овој пример дури и во една сосема друга област, кога сум држала обуки по комуникацијски вештини и јавно говорење на своите студенти, стално сум им кажувала, жарот што сега ви го давам, пламено што сега го гледам во очите, ако остане само во овие 4 часа додека тука зборуваме, ништо не сме направили. Така е. Океј. Како понатаму она што го зборуваме остане, се врти во главата до степен на некаква, како да кажам, покренувачка, активна, проактивна дејност, да нешто сакаш за вистина да промениш, Апсолутно. некаква трансформација да направиш, да се обидеш во нешто. Инаку би го се согласил за моментот за зголемената телесна тежина и влегување во бременост. Сериозен проблем може Да, да кај нас за жал често пати го среќава. Значи зголемената телесна тежина во тој репродуктивен период знае да направи низа компликации. Впрочем и самото тело на жената и најавува кога е моментот кога ќе ја прекине менструацијата. Тоа на вака на двата краја, два пати телото го прекинува тој процес. Ако е прениска телесната тежина, телото вели стоп, нема да има репродуктивен процес, и ако отаде горната граница, ако телесната тежина отиде, зависи, 120-130 кг од случај до случај различно, повторно престанува менструалниот циклус. Бидејќи телото сака на тој начин да рече дека ако Нешто почне бременост, би биле загрозени и мајката и детето. И Баш заради природен механизам. Да, природата нашла начин во двата случаи како да ја прати таа порака. Меѓутоа, во екстремите, значи дури и во на 100 килограми е многу да се почне бременост. Така што процесот на намалување на телесната тежина е изворедно важен и добро е да се почне во очи на самата бременост. Еден пример би кажал, без имиња се разбира. Моја колешка во Шведска и со релативно висока телесна тежина, веќе преселена таму и доаѓа во Македонија за инвитро. Вели не ми дозволуваат инвитро. Зошто? Затоа што правилникот за инвитро над одредена вредност на body mass индексот, значи телесна тежина прекумерна, правилникот национален вели нема инвитро. Ќе ослабите, па после инвитро. Нема инвитро процес доколку телесната тежина не си ја доведете под оваа граница. Зошто? Затоа што на еден позитивен начин државата е свесна За дека последиците. жената и сама своето здравје го носи во Дека е во- загрозувачко и по Па и животот за на нејзе, самата да. пациентка, на И- самата жена. И ќе направите да ја намалите телесната тежина за да можете побезбедно да влезете во бременост. И сега бидејќи го спомнавме ова намалување на телесна тежина, знаеме дека има голем број на популарни диети и тие исто во различни временски фази стануваат тренд, така? Ваква исхрана, онаква исхрана, читаме, се информираме. Бидејќи денес на вистина постојат различни диететски режими, ме интересира вашето мислење, кој начин на исхрана, односно дали постои одреден начин исхрана кој што одговара на сите, или пак е потребно нели да откриеме што ни одговара и според тоа да се направи нашиот режим за исхрана. Па тоа како што спомна докторот на почетокот, тој медитерански начин на исхрана, мислам тоа е на еден начин на балансирана исхрана во која што јас верувам, во која што ќе ставиме фокус на целите житарки, на мешунките, ќе внесуваме, значи ништо не треба да исклучиме. Имаме трендови, вегетаријанска исхрана, тотално веганска, жива храна, се тоа се неодржливи начини на исхрана, затоа што да, значи Да, тоа се да. неодржливи затоа што ние бараме начин на исхрана кој што ќе ни го одржува здравјето, кој што ќе ни го промовира здравјето, а не бараме решение. Мене не ми треба решение за една недела, за Инстант две, решение. туку ми треба решение за цел живот, затоа што проблемите кои што можеме да си ги направиме со такви диети, понатаму можат да се провлекуваат, особено кога станува збор во период во кој што нели растеме и се развиваме, а тоа е најзастапено кај адолесцентите. Значи тие сте во период на раст и развој. Значи тука мора многу да се внимава исклучувањето на било кој макронутриент од исхраната.
А тоа ќе се исклучи нели ако правиме рестрикција, ако не внесуваме месо, ако не внесуваме одредени намирници, па имаше период во кој што јаглехидратите беа многу штетни, па не се внесува никакви јаглехидрати. Значи сето тоа може да предизвика сериозни последици не само кај адолесцентите, и кај нас возрастните, затоа што не може да не внесуваме одредени. Секој макронутриент во нашето тело си има одредена улога и важно е во однос на исхраната да ги внесуваме сите и да не претераме со никој. Значи имаме одреден баланс, секој од тие во која концентрација е потребен, а ако се држиме до тие препораки кои што јас верувам дека веќе секоја индивидуа возрастна ги знае што е тоа што треба да јаде, а што е тоа што не треба да јаде, само што малце многу ни е тешко сето тоа во пракса да го спроведеме. И како што спомнав, најголемиот проблем кај нас во Македонија е малце тестото да го тргнеме, да не се пржи толку многу храната, зашто мислам дека и тоа е така еден поголем проблем. Млечните производи, ама не толку млечните производи, туку се проблем повеќе масните млечни производи, значи сирењата, значи кашкавалите. Не се проблем ферментираните млечни производи ако се користат на дневна база и ако се бира да биде тоа млечен производ со пониска масленост. Проблем се масните сирења во кои што имаме голема концентрација на заситени масти и Како ви кажат, ако не е овчо сирење, не е. Да, и тука имаме еден огромен Јогуртот ако не е полно масе, имајќи кефир, например. Вкусот не е тој, вкусот не е тој. И тоа е таа исхрана која што нели, кога од се ќе јадеме по умерено, нели, умерена количина од се, на тој начин ќе си го одржиме здравието. Во однос на оваа умереноста, сега можеби не стрикно од аспект на исхраната и здравствениот аспект само, ама и психолошкиот. Се сеќавам дека во една емисија пред многу години разговарав со психијатар и таа вели секогаш им велам на пациентите, лажичката шеќер во кафето, ако ти недостасува, ќе ја бараш понатаму во текот на денот низ нешто друго. Во смисла дека ако човек ги избалансира работите, ако умерено дозира од се помалце, кога успее да го најде тој баланс или таа умереност, значи тоа просто и од филозофски аспект да гледаме западна наспроти источна филозофија, најтешкото е како да стигнеме до балансот. Вака теоретски одлично звучи, меѓутоа во пракса е веројатно. Умереноста е голема тема. Да, и рестрикцијата, самите рестрикции во исхраната можат да потегнат многу проблеми. Значи многу е важен односот кон храната. Ако пристапиме кон исхрана која што вели не треба тоа да го внесуваш, таа рестрикција во главата може да доведе до други проблеми. Ако јас знам дека можам се да јадам, тоа многу полесно ќе ми го патот на исхрана ќе биде многу полесен кај секој индивидуа отколку не смееш тоа да го јадеш никогаш. Затоа велам, кога дискутирам на оваа тема, секогаш има Ана што е денес, да речеме, така на оваа возраст, кога веќе поинаку сме сетирани. Да. И се сеќавам на Ана и на моите пријателки од периодот на адолесценцијата, младоста, тинеџерските години и така натаму. Јас лично никогаш не сум броела калории, но верувате, имав другарки кои што навистина броеле калории во текот на денот. До тој степен, значи обседнување или влесување само на одреден тип на производи, што рековме дека е најпогрешно, бидејќи телото не ги добива сите потребни различни. Ана, тоа е второто прашање кое што го поставувам, а една банана колку калории има? Дали ќе го знаат одговорот? Ако го знаат одговорот, колку една банана има калории и колку има? Крај и тргате веќе знаете дека е друга ситуација. И краставицата уште по. Значи знаели кој продукт колку калории има, тука веќе разбирате дека работата малку отишла понатака. Да. Значи не е толку едноставно. Да, апсолутно. Жените се под голем стрес. Да не се лажеме, значи и мултитаскинг, и бърнаут, и целиот начин на кој што функционираме, така под една мишка професионалниот контекст, работата, кариерата, амбицијата да бидеме дел во јавниот живот и тоа и на важни, клучни донесувачки, лидерски позиции, така, и од друга страна е домот и грижата за семејството. И таа комбинација, значи, кој сака нека каже, е просто многу тешка да се совладува секојдневно. Значи, не зборуваме за трчање на кратки стази. Зборуваме за животот кој е маратон и кој постојано тие повторувачки практики ден за ден ни ги носи со едно ново забрзано темпо. Така. И затоа било кој совет да го дадам, има едно големо зависи, нели, или зависи. Во смисол, се зависи од тој контекст кој што го спомнавте. Значи, тоа е тој контекст кој што физичка активност, кому каква ќе му препорачате? За некој физичка активност од пешачење од половина час на ден е супер, е одлично, браво, имајќи предвид каков живот живее, имајќи предвид дека дома има 3 деца, например. Или работа која што изискува многу енергија. Значи не можете да дадете контекст, совет надвор од контекстот на личноста, животот кој што го живее. Значи
Ние знаеме Затоа не треба никој картијата со што никој да вели, се да. споредува, туку едноставно Да. индивидуален пристап кон секој. Теоретски ги знаеме сите работите како треба, меѓутоа конкретно на конкретната личност советот мора да биде за неј за соодветно. Седевме еднаш во друштво неколку жени, неколку девојки и една пријателка вели и се дивам на таа и таа личност, станува од Сабајле во 6 часот и почнува да тренира. И навистина тоа прекрасно звучи кога човек може да го почне денот рано, нели да има квалитетен сон, да спие во часовите во кои што Тоа се се супер добива така, тоа се да. Во 6 часот во парк 1 час, па потоа се тушира и така натаму. Ама таа жена има работно време во една креативна индустрија која што почнува во 10 часот. Значи има жени кои во 6 часот наместо да трчаат во парк трчаат кон автобусот. Ете така. Нели за да сменат 2-3 автобуси за да стигнат на работа и така натаму. Значи затоа велам кога зборуваме не можеме да ги генерализираме работите. Звучи малку некоректно затоа што сите се наоѓаме во различни животни обкружувања, социјален статус, различен животен контекст, но е важно секој од нас да успее да го види и да го извлече најдоброто за себе. Значи, ако не можам да трчам во 6 Сабајле, бидејќи треба да стигнам на работа или да од Сабајле припремам доручек за 2 деца, 3 деца, едно дете, колку и да е, ќе најдам начин во текот на денот да го направам тоа. Ама верувам дека нема оправдување, како што рече Драгана, дека секој од нас може да одвои 15 до 20 минути во денот за физичка активност, која што ќе направи некаква добра, како да кажам, добро состојба на нашето. Да, јас само би се надополнила дека точно е дека од нас жените се бара многу и дека едноставно сите обврски се грижата за сите и нели и ние сме такви, за сите се грижиме многу повеќе отколку за себе, но една жена модерна не смее да дозволи сето тоа да ја проголта. Едноставно треба да се најде во целиот тој процес, како што рековме индивидуално секоја и да се сврти малце кон себе. Значи мора секоја жена да не дозволи да се грижи за сите, а само за себе си да не се грижи, затоа што ако таа не е добро, на крај ни децата нема да бидат добро. Ако мама не е добро, џабе е се во домот и во семејството. Среќно дете значи среќна мајка, односно среќни родители. Да. Драгана, кај вас доаѓаат ли да вежбаат мајки со мали деца? Заедно или не? Доаѓаат, не може би толку многу, но имам јас многу жени кои што се со мали деца во онлайн програмите кои што се адаптираат и вежбаат во домашни услови. Доаѓаат деца со поголемки дечиња 4-5 години, со ептен мали не може затоа што не може да издржат нели толку концентрација еден час, но во секој случај и вежбањето дома може да биде продуктивно. Тоа сакав и да го прашам. Дали како човек да се, значи ако веќе немаш време да одвоиш да стигнеш до одредена локација на тренинг, значи држите и онлайн тренинзи? Да. Има многу, мислам, јас имам и ситуации многу од лични примери. Мислам, имам една жена која што е мајка на 3 деца, 3 мали деца и која што вика јас морам, тренингот ми е храна и за мозокот и за телото и морам да бидам физички активна и таа вежба нели во домашни услови не може да си дозволи да отиде во текот на денот, значи работа стандардна. Децата се дома, не може да излезе од дома, ама наоѓа начин да го прави работа која што е стандардна, но вежба 5 пати во неделата, вежба или Сабајле наутро ќе стане, наоѓа по пола сат, по сат време или навечер. Истото тоа, не знам, сум имала случаи на самоохрана мајка која што работи, која што нели сама го чува детето, исто и таа ќе најде време, станува наутро вежба. Значи секој треба да си се најде таму каде што припаѓа и да проба да го извлече максимумот. А сте се соочили ли некогаш со одреден тип на стереотипи, да речеме, кај луѓето некакви предрасуди во однос на физичкото здравје, активноста, доаѓаат, па се рваме, може вака, не може, сум чул дека е вака, некакви негативни убедувања и така. Да, па искрено највеќе стереотипи нели има во однос на бременоста, тоа го испомнавме дека за време на бременост не смее да се вежба, исто во постпартум периодот, пример, многу често се случува во постпартум периодот жените, нели, во обврски околу детето, домот и буквално се запоставува себе си и можеби и претходно и да била физички активна, ама едноставно во тој период се исклучува затоа што нема време. И сега тука има еден стереотип дека не треба да се вежба после царски рез 6-7 месеци, но колку подолго го одложиме нели тоа, толку е всушност потешко после и да го вратиме телото назад. И имав една ситуација, една жена ми се јавува и ми вика, јас сакам да почнам да вежбам, ама не знам дали смеам да почнам да вежбам. Породена сум со царски рез. И јас си викам, пред колку време сте породена? Жената вика пред 2 години. И сега замислете колку всушност
имаме Да. непознавање дека царскиот рез е оперативен зафат и тоа е една сериозна состојба во која што на телото му треба регенерација, но апсолутно не му требаат ни 6 месеци. Значи веќе после различно е кај секоја жена, но повеќе од 16 недели не се потребни. И мислам дека јас бидејќи работам повеќе со жени, тука се најголемите стереотипи и исто многу стереотипи има во однос на вежбањето за време на циклус. Вежбаат и ги нема една цела недела, дури и 10 дена во месецот нема да се појави на тренинг затоа што имала циклус. И сега не е проблем, значи дури вежбањето вежбањето за време на циклус може да биде позитивно и да ги намали болките, затоа што докажано е дека вежбањето намалува синтеза на простагландини во самата матка, кои што се одговорни за да го дадат тоа чувство на болка. Ми одговоривте и пред време, токму тоа сакав да ве прашам, дали во фазата на менструалниот циклус препорачувате физичка активност, вие веќе ми одговоривте дека тоа на некој начин влие на намалувањето на тензијата, секако и на самите болки. Сега само ќе се надоврзам, нели, сепак зависи си од секоја жена индивидуално. Имаме жени кои што имаат многу обилни циклуси, кои што не се во можност, нели, сепак мораме да ја гледаме жената индивидуално, но ако имаме жена која што има нормален циклус, која што нема никакви посериозни потешкоти, вежбањето и како може да помогне, дури и да не користи таблета. Пример, јас од себе си тргам. Ако јас во денот кога ми е првиот ден од менструалниот циклус, ако имам тренинг, ако сум активна, немам потреба да се напијам никаква таблета. Едноставно, тие вежбањето и сите тие невротрансмитери, хормони позитивни кои што ги предизвикува вежбањето кој што ја прави таа рамнотежа. Има ли одреден тип на вежби кои што повеќе се препорачуваат за време на менструален циклус или не? Искрено не, затоа што многу е важно да си го следиме нели тоа на што сме си навигнати. Значи не треба да му правиме дополнителен стрес на телото, едноставно да продолжиме да нели не е тоа период во кој што треба да воведеме нешто ново или да правиме сега дополнителни некои кардиотренинзи, да го креваме пулсот повеќе од вообичаено, да пробаме да се задржиме до рутината на која што сме навикнати. А секој е навикнат на нешто различно, спомнавме, нели секој сака различна физичка, му прија различна физичка активност. Вие, доктор Митов, за време на менструалниот циклус кои вежби ги правите? Во тој дел совет не можам да дадам дефинитивно. Јас би се вратил само на делот на стереотипите, како што кажавте. Јас мислам за бременоста, ќе ми одговорите. Не. Како беше книгите кои книгите напишани од мажи? Да. Секако тоа ни остана како шега со сопругата на таа тема. Во делот на стереотипите за жал се многу и кај нас во нашата земја и меѓу нашиот народ има многу стереотипи поврзани со исхраната. Од да почнеме од тоа, например, дека не е ручек ако нема месо. Значи, тоа е кај нас толку застапено, луѓето се толку убедени дека ќе останат гладни ако не јадат месо или не ме држи ако не јадам месо. Значи, тука е апсолутно гравот се вари подолго колку што се вари месото. Има ситуација во дигестивниот систем, но не е тоа прашање на биологија, тоа е прашање на желба за конкретна храна и над сето тоа налепено многу стереотипи. Сакам да речам дека и тука е добро да го имаме тој став. Ние патиме од знаење на работите однапред, како нација, како народ. Значи ние од старт, ова вака, ова не е така, тоа и точка. Не оставајќи простор да чуеме нешто повеќе. Дали е за храната. Оти знаете како, храната е нешто со кое што сите се соочуваме секој ден. И луѓето, главниот стереотип е мислат дека што јадам секој ден, знам за храна. Така, тоа е многу често. Меѓутоа тоа не е така. Јас возам кола секој ден, меѓутоа појма немам што се случува внатре со деловите. Така е. Затоа убаво е човек тука да има еден отворен став. Еден отворен став во однос на тоа што како влијае на нашето тело, што може човек да научи, на кој начин може да си помогне во крајна линија. Сите тие совети се за лична употреба. Никој друг не би требало да биде позаинтересиран од нашето лично здравје, отколку ние самите. И од тука никој не сака тие совети да ги натури некому, барем јас не. Едноставно еве ги како палета пред нас изложени. Ако човек сака да се послужи со некој од тие совети, тие научни студии, препораки, што и да е, и да ги употреби, тогаш е добре дојден. Ако не сака, нека е жив и здрав. Тоа е тоа. Бидете живи и здрави и ви благодарам што дадовте толку корисни совети и упатства за сите слушателки и слушатели. Мене лично ми влеавте
мотивација да нешто преземам во однос на собственото физичко здравје. Денот го почнувам со чаша исцеден сок, ама знам да го завршам со чоколада. како серотонинот да го бараме и таа среќа преку храната и преку други канали. Мислам дека успеавме да ги опфатиме сите животни фази кај девојките и кај жените, значи почнувајќи од детството, адолесценцијата, тие тинејџерски години, преку периодот на прва менструација, односно менструација, перименопауза, менопауза и постменопауза, и јас навистина ви благодарам што споделивте многу знаења денеска со нашите слушатели и гледачи. Ми е драго што компаниите како ДМ ова лето го ставија фокусот на неколку клучни теми: менструалното здравје, менталното здравје, физичкото здравје и социјалното здравје на жените. Бидете живи и здрави, бидете мотивирани, сакајте се себе си и наједноставната одјава: во здраво тело, здрав дух. Немам повеќе што да додадам. Се гледаме во следната епизода. Следи го собствениот ритам, ментална сила, социјален баланс, фитнес и уште многу други теми од женското здравје. Сега во ДМ подкастот Женски ритам.